Советниците на денешната 56-та седница на Советот на општина Битола дискутираа на една точка, посветена на измени и дополнување односно ребаланс на буџетот на општината за 2016 година. Од владеачката коалиција истакнаа дека со предвидениот ребаланс се предвидуваат повеќе средства за комунални и капитални инвестиции, средства кои претходно беа наменети за други цели. Така со ребаланс на буџетот на општина Битола, капиталните инвестиции ќе бидат зголемени за 60 милиони и 551 илјада денари, а за пофалба е изголемувањето на средствата во висина од 3 милиони денари за трансфери до спортски клубови, се со цел обезбедување на активностите во делот на спортот, финансирање на клубовите на ракометниот клуб Пелистер, на кошаркарскиот клуб Пелистер, кој влезе во првата лига, на фудбалскиот клуб Пелистер и женскиот ракометен клуб, и поддршка на други клубови за развојот на спортот во Битола. Во однос на изградбата на фудбалскиот стадион, од опозицијата истакнаа дека иако истиот се ветува веќе долги години, од тоа се уште не е ништо реализирано. 2015 за стадион предвидовте 31 милион денари. Ништо не направивте, нула реализација. За 2016 предвидовте 75 милиони денари, во буџетот првичниот кладовте 40 милиони денари, со ребалансот да му кажете на битолската јавност дека за стадионот ги намалувате парите на 10 милиони денари. 12 години ветувате стадион. Со ребалансот на буџетот, најголем дел од финансиските средства ќе бидат наменети за асфалтирање на улици, како и изведување на канализациона и водоводна мрежа. Следи реконструкција на комплетна инфраструктура, вода, канализација и коловоз на улиците Кузман Јосифовски, Питогули, Девејани, Големо езеро, Драгорска улица, Марко Цепенков, Солунска, Димитар Влахов, Димитар Робев, од Светонеделските гробишта до Новачки пат. Советникот Наташа Петровска истакна дека се предвидуваат само финансиски средства за патна инфраструктура само во градот, додека руралните средини се запоставени. Локалните патишта редовно години наназад се ставки кои што се намалуваат, како да е се тука, Битола, широка, бистра, а ден денес немаме решени улици, ден денес немаме решени патишта во Барешани. Зошто? Затоа што изгубивте таму, не добивте гласови. Вие не чувствувате потреба нив да им изработите и да им асфалтирате пат. Од опозицијата исто така истакнаа и дека во ставката за финансиски средства обезбедени од бе интегрирана еколошка дозвола, се уште не е постигнато потребното ниво.